Јован Илиевски е 16-годишен гимназијалец од Тетово. Тоа што го издвојува од неговите врсници е желбата да пишува и да го објавува сработеното. Книгата со наслов "Кругот на животот" е неговото ново дело. Јован колку време ја пишуваше книгата и после сето тоа кога ќе може да ја види публиката, кога е најавена промоцијата на ова твое најново дело? Ова книга ја пишував минатото лето и ќе напишав за прилично краток период, но пред тоа имав секако направено концепт, што да пишувам и како ќе оди сето тоа содржински. А промоцијата ќе биде оваа среда на 3 јуни во 19 часот. Романот "Кругот на животот", велиш, си го пишувал минатата година, го објави сега. Што е тоа што ја држеше книгата толку долго во тајност? Па не ја држев книгата во тајност, туку ете се најде некоја шанса, некоја можност да се издаде во Матица Македонска и ми е мило поради тоа, а мислам дека и не би можело да се издаде толку брзо, затоа што е сепак тежок процес и прилично голем процес, а овој период е најприкладен за ова книга да излезе на книжевната сцена. Кругот на животот е приказна која што е сместена некаде во Скопје, приказна која што опфаќа еден 30 годишен период на живењето на едно семејство. Што е тоа што би го издвоил како тематска целина, што е тоа што би ги привлекла читателите да се зафатат и да го прочитаат ова дело? Па, ова дело пред се е животна приказна и психолошка драма за тоа што се случува во животот, особено во нашиот менталитет и општество, и тоа што може да се случи на секого, читателот може да се пронајде во некој лик, и сметам дека ова дело обработува една приказна која што има непредвидлив крај. Крајот нема да го откриеме, но она што би го откриле е дека кога еден читател ќе се зафати да ја прочита "Кругот на животот", нема да остане до крај свесен дека треба книгата да се исчита во еден здив. Зошто во еден здив? Па, можеби за тоа што има многу испреплетени дејствија и книгата мора да се следи континуирано за да не ги помеша действијата, затоа што сепак се работи за едно дело кое што има многу ликови и на кои што патиштата им се испреплетени. Моја топла препорака е секој да ја прочита оваа книга, навистина е прекрасна, иако се работи за автор кој има само 16 години, а оние кои сакаат нешто повеќе да дознаат за ова дело, можат да бидат на твојата промоција која е закажана за утре во 19 часот во Музичкото училиште. Ти посакувам многу среќа и многу успеси на крајот и на оваа учебна година, а на почетокот на твојата книжевна кариера. Благодарам.